како да ги поднесуваме тугите слабости. Тоа што човек не може да го поправи кај себе си или кај другите, треба трпеливо да го поднесува, додека Бог поинаку не нареди. Мисли дека за тебе е можеби подобро да се огледаш во трпението, без кое нашите заслуги малку вредат. Сепак, мораш да му се молиш на Бога да ти помогне да ги совладаш тие пречки или да можеш радо да ги поднесеш. Но ако некого си го опоменал еднаш или два пати, а тој не те послуша, не се расправај со него, туку довери му на Бога. Во се да се изврши неговата волја и во негова чест, во неговите слуги, зашто Бог знае и лошото да го обрати во добро. Труди се трпеливо да ги поднесуваш тугите слабости и мани, какви да се тие, зашто и во тебе има доста работи што другите мораат да ги поднесуваат. Ако не можеш самиот да бидеш онаков каков што би сакал, како ќе направиш другите да бидат според твојата волја? Ние сакаме другите да се без мана, а самите своите мани не ги поправаме. Ние сакаме другите да бидат строго укорени, а ние не сакаме да бидеме карани. Нам не ни е мило што на другите им се остава многу слобода, а не дозволуваме било што да ни се скрати. Сакаме за другите да важат правилата, а не дозволуваме во ништо ние да сме ограничени. Од ова јасно се гледа колку ретко мериме со истата мерка и за себе и за другите. Кога целиот свет би бил совршен, што би можеле тогаш да претрпиме од другите поради Бога? Но Бог така уредил за да учиме да си ги носиме бремињата еден на друг. Зашто секој има свое бреме. Никој не е без мана, ниту некој си е доволен сам на себе. Никој не е толку мудар за да може да управува самиот со себе. Туку мораме еден со друг да се поднесуваме, тешиме, помагаме, учиме и заемно да се информираме. Во неволјата најдобро се гледа колку добрина има во него. Зашто приликите не го прават човекот слаб, туку го покажуваат онаков каков што е.